Во рамките на реализацијата на проектот Екоградинки за одржлива иднина, во периодот помеѓу 4 и 5 ноември овде во Струмица се одржува дводневна работилница за јакнење на капацитетите и умрежување на воспитно-образовниот персонал од детската градинка Детска радост од Струмица и представници на воспитно-образовниот персонал од детската градинка 1 јуни од град Кюстендил, Република Бугарија. Важно за споменување дека овој проект е финансиран од страна на Европската унија преку ИПА програмата за прекогранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија за периодот 2014-2020 година. Темата на денешната работилница е моделирање на проектни активности поврзани со значајни датуми за екологијата преку користење на екоприрачникот, односно прирачникот за еколошко образование на деца, наменет за воспитувачите од детските градинки, кој што беше изработен во рамките на овој проект. Главната цел на оваа работилница, како што споменав и пред малку, е јакнење на капацитетите на воспитно-образовниот персонал од двете градинки, од двете општини и нивно вмрежување, при што ќе се создаде една неформална мрежа од воспитувачи кои што во иднина ќе работат на оваа проблематика преку размена на добри практики од областа на еколошкото образование од Македонија, од Бугарија, па и пошироко на европско и светско ниво. Исто така имаме и работа во групи, примена на дидактички практични примери и слично. Во рамките на оваа работилница ќе биде презентирана и финалната верзија од овој прирачник за еколошко образование, кој што е наменет за децата и за секако за воспитно-образовниот персонал, чија цел е подобрување и промоција на нивниот професионален развој и на некој начин промена на начинот на кој што децата од предучилишна возраст се едуцираат за теми како што се од областа на екологијата, например заштита на животна средина, искористување на обновливи извори на енергија и слично. Станува збор за еден проект кој што во себе обединува според мене две многу важни карактеристики. Прво, воспоставува една прекогранична соработка која што овозможува размена на идеи и споделување на искуства, што е исклучително значајно, особено ако се има во предвид дека ако постојат граници во политичка смисла или државна смисла, граници во однос на екологијата нема, затоа што чистиот, нечистиот воздух, чистата, нечистата вода ќе ја премине границата и без да помине на царина. Имајќи го сето тоа во предвид, тоа е првиот аспект. А вториот, што се однесува за градинки, нешто што декларативно секаде се напоменува дека е од исклучителна важност, затоа што е посветено на младите генерации, но всушност правата вистина е дека она што кај децата во таа возраст додека се во градинка се создаде и како интелектуален потенцијал и како навика, ќе следи понатаму во целиот тој живот.